Празни декларации со кои се обидуваат да го измамат македонскиот народ и црвени линии, кои тие самите нема да ги почитуваат. Ваква порака упати премиерот Мицкоски за предложената резолуција од СДСМ, од настанот на кој беа промовирани кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМНЕ. Мицкоски порача дека нема да дозволеле ново предавство на македонските интереси и запраша под чие заложништво опозицијата и до кого испраќа сигнали со ваквата резолуција. Нивните црвени линии, вакви или такви, препознатливи или непрепознатливи. Нема да дозволам да се црвени линии кои ќе отсликаат контури на ново предавство во иднина, ако им се дозволи да го реализираат нивниот план. Запрашете се зошто пред избори оваа тема ја наметнуваат. Повторувам и не знам и се чудам на што се надеваат, до кого го испраќаат овој сигнал. Сега таа иста екипа нуди резолуција која и самите знаеме дека и таква каква што е нема да ја почитуваат. Но повторно го поставувам прашањето кој ги тера, за кого работат и до кога ќе им трае овој аранжман. Филипче пак денеска порача дека жали што премиерот и лидер на ВМРО ДПМНЕ ја отфрла резолуцијата, која според него е најпатриотскиот документ предложен досега за евроинтеграциите на земјава. Според него ваквата декларација нуди простор за постигнување на национален консензус околу црвените линии и очекува, како што рече, ВМРО ДПМНЕ да се надмине себе си и по изборите да седнат на заедничка маса да дискутираат за предложената резолуција. Таму се наведени историски факти наназад, резолуции претходно донесени во собранието, точно е наведено што во тие резолуции претходно е веќе заштитено. Ова е еден од најпатриотските документи кој што бил понуден на оваа политичка сцена изминатите повеќе децении, поради тоа што отвара простор и врата да се конечно постигне национален консензус за нашите црвени линии. Зашто ние утре нема да преговараме со Европската Унија доколку се постави такво прашање? Тоа од што луѓето стравуваат во иднина. И тоа е се јазикот, идентитетот, културата и историјата. Документот со црвените линии, како што порача Филипче, вчера бил испратен до сите политички партии. Подготвен е да разговара и за евентуална нова резолуција која би ја предложиле ВМРО ДПМНЕ, но вели дека не гледа што по македонски може да содржи истата. Нацрт резолуцијата со црвените линии на опозицијската СДСМ беше презентирана и објавена пред 2 дена, а до собранието ќе биде доставена по изборите, откако своји предлози и забелешки ќе дадат и останатите партии.